Невозможна мисија. Басна од Езоп. Еднаш многу одамна, во една куќа, глувците одржаа состанок за да донесат план како да се ослободат од нивниот најголем непријател – мачката. Тие сакаа да најдат начин да дознаат кога доаѓа мачката, за да имаат време да избегаат. Навистина, нешто мораше да се направи, бидејќи живееа во постојан страв од незините остри канџи и воопшто не се осмелуваа да излезат од своите дупки. Многу планови се разгледаа. Еден глушец предложи да ископаат тунели низ кои ќе можат да се движат безбедно, но тоа некако изгледаше како премногу работа и одземање на време. Друг глушец пак предложи да направат стапици за мачката, но сите се плашеа дека таа ќе ги открие пред тие да имаат шанса да ја фатат. Се чинеше дека секој план имаше своји недостатоци и глувците полека почнаа да губат надеж. Арно ама, токму тогаш еден многу млад глушец стана и рече: Имам план што изгледа многу едноставен, но сум сигурен дека ќе успее. Се што треба да направиме е да ја закачиме звонче на мачката околу вратот. Кога ќе го чуеме звончето како звони, веднаш ќе знаеме дека непријателот доаѓа и ќе можеме да избегаме навреме. Сите глувци беа многу изненадени и се прашуваа зошто не се сетиле на овој план порано. Тие започнаа да размислуваат како ќе изгледа животот без страв, како слободно ќе може да излегуваат од своите дупки без да се плашат од мачката. И се чинеше како конечно да го нашле совршеното решение. Сите се понадеваа на подобро утре и дури можеше да се забележи дека веќе мирно се шетаат низ куќата. Но во мигот кога славеа и се радуваа, се јави еден стар глушец, искусен и мудар, кој беше преживеал многу битки со мачката. Со тивок и сериозен глас, тој рече: Ќе кажам дека планот на младиот глушец е многу добар и навистина едноставен. Но дозволете ми да поставам едно важно прашање. Кој ќе го закачи звончето на мачката? Веднаш настана молк. Глувците се погледнуваа меѓу себе, но никој не се осмелуваше да одговори. Младите глувци, кои дотогаш силно се возбудуваа од идејата, полека почнаа да сваќаат колку е опасна самата задача. Мачката беше брза, силна и немилосрдна. Секој што ќе се обиде да ја пријде, би бил лесен плен. Мудриот стар глушец продолжи: Лесно е да зборуваме за планови, за идеи, но сосема поинаку е да ги спроведеме во пракса. Замислете, дури и ако некој храбар од нас се осмели да и го закачи звончето на мачката, што ако таа успее да го собори или да го замолчи, тогаш повторно ќе бидеме безпомошни. Со ова, глувците го сватија вистинскиот предизвик. Повеќе не беше прашање само на добар план, туку на тоа колку беа подготвени да превземат акција и да се соочат со ризиците. Се чинеше дека лесното решение не беше баш толку лесно како што првично изгледаше.